Dobro utro od Собраниски брифинг. Како што веќе слушнаа нашите гледачи, гостин во овој дел од денот е програмската директорка на Националниот демократски институт Александра Цветковска. Со неја ќе поразговараме за една интересна анализа, односно телефонско истражување кое е спроведено на 1100 испитанички врз жени над 18 години. Оваа телефонска анкета се однесува на пандемското влијание врз жените и девојчињата во рамките на програмската парламентарна соработка. Добро утро, господја Цветковска. Добро утро и ви благодарам на можноста да зборувам за ова истражување на јавното мислење. Веќе реков, ова телефонско истражување е направено врз 1100 испитанички жени над 18 години. Какви се резултатите? Благодарам, Весна. Убав вовет, благодарам и на убавиот вовет. Токму така, оваа телефонска анкета се направи на 1100 испитанички национален репрезентативен примерок. Меѓутоа, ние дополнително вклучивме и 370 жени од неколку категории на жени, значи фармерки, односно земјоделки, собственички на бизнеси, ромки и млади жени кои што имаат потенцијал за предприемаштво. Ова многу убаво кажа на почетокот, оваа анкета ја направивме за потребите на програмата за парламентарна поддршка, која што е поддржана од Швајцарија и програма која што всушност се спроведува од страна на NDI, Центарот за управување на промени и Институтот за демократија. Причината за оваа анкета е всушност некако да ги допреме токму оние категории на жени кои што ги споменав. Навистина многу истражувања се направија последната година од различни организации, меѓутоа ние сакавме буквално подетални информации да добиеме за тие категории на жени, особено во однос на влијанието на ковид пандемијата врз нив. Што покажа анкетата? Јас би издвоила неколку елементи кои што би ги споделила и со вашите гледачи. Дури 86% од испитаничките рекоа дека се загрижени од влијанието на ковид и целата ситуација со пандемијата со COVID-19. 83% од нив рекоа дека се загрижени за економската ситуација. Нешто поинакво што би спомнала е дека дури 79% од жените не знаат за кои организации, кои институции се грижат за насилството врз жените. Токму насилството врз жените беше, според други истражувања, беше навистина дури со поголем степен застапено за време на ковид пандемијата и полициските часови кои што ги имавме во последната година. Отприлика, тоа се главните поенти што би ги спомнала сега, а понатака секако можеме да навлеземе и подетално во сите овие елементи. Јас ја прочитав анкетата, видов дека најмногу се грижат за економската состојба жените, нели, во овој период на ковид пандемија, нели? Зошто жените повеќе се грижат од мажите? Може би, сега ова не го засновувам на анкетата, на моето долгогодишно искуство, може би поради тоа што тие што се грижат и најмногу за домот. Значи, раководат и со буџетот на домот, и едноставно знаат колку им треба за да го поминат месецот. Тоа го со самото тоа што се грижат за 83% се грижат за економската ситуација. Меѓутоа, кога навлеговме подлабоко во самите прашања, дознавме дека дури 47% се грижат токму за финансиската состојба на нивното семејство, на своето семејство. Се грижат како ќе го поминат месецот. Ние имавме од сите тие испитанички дури од 44% активно вработени жени
4% ги имаат изгубено своите работни места. И веројатно на своја кожа го имаат тоа доживеано и затоа е таа загриженост. Цветковска, оваа анкета е во соработка со парламентот, тука е презентирана заедно со клубот на пратенички и комисијата за еднакви можности меѓу мажите и жените. Зошто е потребна, што треба да знаат пратениците во врска со оваа анкета? Пратениците се представници на граѓаните на Република Северна Македонија, сите до еден. И токму едни вакви истражувања им даваат навистина веродостојни и кредибилни, независни информации врз кои што они може да ги заснуваат своите одлуки при формирањето и при дефинирањето на политики. Убаво што ги спомна клубот на пратенички и Комисијата за еднакви можности на жените и мажите во собранието. Токму така, минатата недела ја презентиравме оваа анкета. Кон крајот на месецот ќе организираме еден веб семинар на целата анализа. Значи, телефонската анкета беше дел од компаративната анализа која што ни ја прави стручњачка од Словачкиот парламент. И тука оваа анализа ќе вклучува компаративни информации за Шведска, Швајцарија, Германија, Естонија и Словачка, секако и Северна Македонија. И токму меѓутоа само во Северна Македонија ја направивме телефонската анкета, се со цел да им дадеме колку што е можно повеќе информации на пратениците, а веќе добивме и информација од самата председателка на Комисијата за еднакви можности дека е заинтересирана да направи јавна расправа на оваа тема во која што нашето истражување и другите истражувања кои што се направени на тема влијанието на ковид пандемијата ќе бидат составен дел од материјалите за таа расправа. Значи на некој начин ги храниме пратениците со информации за да може што подобри одлуки да донесат за доброто на сите граѓани во Републиката. Какви се вашите сознанија? Допираат ли овие информации од вакви анкети до нашите народни избраници? Лично да ви кажам, јас сум презадоволна од нивниот интерес. Значи, навистина презентацијата и на другите состаноци што ги имаме, пратеничките особено покажуваат особен интерес, заради тоа што ваквите анкети им се дури како дополнителен извор на информации во однос на нивните средини. Неколку мина, се повеќе и повеќе се отвараат оние пратенички канцеларии повторно и со овој мандат, и неколку мина од нив рекоа дека токму оваа анкета и многу други всушност им ги потврдуваат информациите што ги добиваат и од своите граѓани. И со вакви информации тие верувам можат и многу подобро да пласираат одредени политики во рамките на своите пратенички групи и политичките партии. Најчесто ги спомнувате клубот на пратенички и Комисијата за еднакви можности меѓу мажите и жените. На клубот на пратенички председателка е од редовите на СДСМ Лолита Ристовска, од друга страна пак на клубот на Комисијата за еднакви можности меѓу мажите и жените е представничка на ВМРО ДПМН Силјановска-Дафковска, Гордана Силјановска-Дафковска. Каква е соработката со овие два клуба, бидејќи овие две парламентарни тела најмногу соработуваат со невладини организации? Каков е вашиот список? Оваа ми е темата за која што всушност најмногу сакам да разговарам и нема да ми замерите доколку отидам и малку поназад во времето. Клубот на пратенички и Комисијата за еднакви можности од секогаш соработувале добро, од секогаш биле на некаков начин поделени. Едното тело било раководено од власта, другото од опозицијата, секогаш. И секогаш наоѓале заеднички јазик.
Значи и во минатиот мандат со Ѓулум Саркасапи како председателка на клубот на пратенички и Даниела Рангелова како председателка на комисијата за еднакви можности, така и во овој мандат со Лолита Ристова како председателка на клубот на пратенички и Гордана Силјановска-Давкова како председателка на комисијата за еднакви можности, соработката е одлична. Верувам дека тие како личности верувам дека и сите пратенички се навистина во можности способни да ги надминат партиските граници, партиските ограничувања и да работат за доброто на сите жени. Во минатото имавме навистина големи успеси. Член 197 од Кривичниот законник беше сменет токму на иницијатива и на работа на овие две тела. И со сесрна поддршка на генералната секретарка на Собрание, која што нели беше и порано председателка, односно координаторка во тоа време на клубот и координаторка на пратеничка група. Значи имаме, да спомнам уште еден услов, еден успех. Собранието на Република Северна Македонија во моментот има и акцијски план за унапредување на неговата родова сензитивност. Тоа го направи Комисијата за еднакви можности и клубот на пратенички. Тој план сега и во овој мандат продолжува да се спроведува. И се надевам дека истиот тренд ќе продолжи и понатак. Ви благодарам многу за разговорот, Цветковска. Ви благодарам и вам. Студио беше ова Цветковска и нашиот разговор во врска со пандемското влијание врз жените и девојчињата.